Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено, која и денеска е посветена на промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола во насока на запознавање на младите кои што ги очекуваме како бруцоши на Укло. Денеска го представуваме ветеринарниот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, а наш гостин професор доктор Панче Дамевски, декан на факултетот. Па декане, добре дојдовте за прв пат во нашето студио како нов декан на ветеринарниот факултет. Добар ден и најнапред благодарам за поканата што ми укажавте можноста да го промовираме ветеринарниот факултет, да ги кажеме што нуди ветеринарниот факултет, и воедно би сакал да ги поздравам сите слушатели на Универзитетското радио. Ветеринарниот факултет имавме обичај да го кажуваме годините наназад како една од новите единици на универзитетот, меѓутоа веќе сега имате години зад себе. Па да, реално ветеринарниот факултет е најмлада членка на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, меѓутоа веќе 17 години како екзистираме и 17 години како ветеринарниот факултет обучува и вади високопрофесионални кадри, доктори по ветеринарна медицина, кои што веќе ги има заземено многу видни и респектабилни позиции во Македонија. Факултет кој што бара доста напор, би рекле, од студентите за да го завршат, но и со право. Сепак е медицински, сепак факултет за живот. Да, дефинитивно студиите по ветеринарна медицина било каде, па и овдека се едни од потешките. Значи, како што споменавте, се работи за изучување на ветеринарна медицина, која што не е лесна, не е едноставна, бројот на испити е доста голем, значи бара голем ангажман и би рекол па и жртва од студентите кои сакаат да студираат ветеринарна медицина. Меѓутоа, на крајот задоволството е големо кога после сите тие години, да напомнам дека ветеринарниот факултет е 11 семестри, значи кој што трае, после сите тие години, значи кога ќе излезете побогати за едно огромно знаење, навлезени длабоко во ветеринарната медицина и оспособени, значи, да ги решавате и најсложените проблеми кои што се поврзани со ветеринарната медицина. Велите жртва и за студентите, меѓутоа сите се запишуваат со љубов кон животните, токму на овој факултет, за да можат да им помогнат. А да им се помогне на животните некогаш е многу потешко отколку да му се помогне на човек. Па да се биде ветеринар е навистина една благородна професија и би рекол една животна мисија. И морате вистина да ја сакате оваа струка, да ги сакате животните за да го завршите овој факултет, и потоа тоа е само почетната скала. Потоа вие треба цел својот работен век, значи да го поминете работејќи, помагајќи им на животните, што е многу благодарно. Меѓутоа овдека да напоменам дека многу битен е и односот и контактот со сопствениците на животните. Веќе кога некој ќе каже јас сакам само со животни, да, генерално нашиот предмет на работа се животните, меѓутоа за да имаме успех во нашата работа, неопходно е да имаме да се воспостави еден добар партнерски однос со сопственикот на тие животни. Добро, сега исто како што за луѓето има матични лекари, сега и за животните потребен е матичен ветеринар, да знаат во секое време дека ќе се обратат кај вистинскиот човек и ќе добијат потребната нега.
Да, значи и со законите во Македонија, значи тоа е регулирано и сега и фармските животни, значи имаат свој матичен ветеринар, меѓутоа и домашните миленици имаат свој матичен ветеринар, преку кој што се обезбедува континуирана здравствена заштита на животните. Прво во правец на она што е концепт едно здравје, бидејќи ако имаме здрави животни, многу полесно ќе имаме и здрава популација, бидејќи производството на храна, особено храна од животинско потекло, значи е во надлежност на докторите по ветеринарна медицина, а од друга страна, значи се грижиме денеска и за здравјето на милениците, чиј број од ден во ден се зголемува и денеска скоро да нема ни едно семејство кое не е поврзано со некој миленик, дали е куче или мачка или некоја птица или екзотично животно, кое што во текот на годината секако има потреба од ветеринар. Кога зборуваме за ветеринарниот факултет, рековте веќе 17 години обстојува на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да кажеме дека почетоците секако беа тешки, како впрочем и секоја работа кога се започнува. Меѓутоа, ете, фаќате добар чекор, 17 години, веќе, кажуваме, не е мал период, во кој што сте се соочувале со голем број на предизвици, а ги има и понатаму. Да, почетоците беа навистина тешки, меѓутоа еве уште малце ќе станеме полнолетни, значи ќе имаме 18 години од формирањето и можам да кажам дека овој период го оправда формирањето на факултетот, го оправда постоењето на овој факултет во Битола. Беше тешко да се организира, бидејќи наставата на спроведувањето на студиската програма не е лесно, не е едноставно, не е како во кај општествените науки, каде што ви е доволно да имате само просторија за предавање се. Значи, мораше да се воспостават и тие основни предавални, меѓутоа да имаме доволен број на квалитетни лаборатории, каде што дел од праксата се спроведува и на почетоците, меѓутоа и сега, и да се обезбеди клиничка работа, посета на клиники, работа на клиники на студентите кои ќе дојдат во подоцнешните години, кога ќе слушаат клиничките предмети, и можам да кажам дека навистина успеавме во добар дел, успеавме во сето тоа. Дали сум задоволен како професор? Мислам дека можеше и подобро, и сега како декан ќе направам се квалитетот на наставата, особено практичната настава, да ја подигнеме на едно повисоко ниво. На почетоците нели беше и не проблем, еве да речеме, но предизвик да се обезбеди добар кадар, академски, професорски. Македонија е мала земја, значи сепак голем број на професори од областите кои што треба да ги покриеме, немавме готови кадри. Добар дел се наши кадри кои во меѓувреме, значи ги завршивме и докторатите и веќе предаваме на одредени катедри. Меѓутоа морам да напомнам дека на почетоците имавме голема помош од нашиот пријателски факултет во Стара Загора во Бугарија, со кој што цел овој период имаме одлична соработка. Имаме одлична соработка со ветеринарниот факултет во Нови Сад, каде што и нивни професори доаѓаат и предаваат на студентите по ветеринарна медицина во Битола, и одлична соработка имаме и со ветеринарниот факултет во Софија, каде што и нивни професори биле како визитинг професори на ветеринарниот факултет во Битола. А овдека би ја напомнал и соработката со ветеринарниот факултет во Солун од Грција, со кој факултет, може би покасно ќе зборуваме, имаме повеќе проекти, и нивни професори дошле на нашиот факултет. Би сакал да напомнам, ми е жал што не успеавме да воспоставиме една подобра соработка со ветеринарниот факултет во Скопје. Се надевам дека со промената на раководството, кое што природно ќе се случи сега на ветеринарниот факултет во Скопје, дека со новата деканатска управа дека ќе најдеме заеднички јазик и дека ќе воспоставиме една нормална соработка за доброто на ветеринарната медицина во Македонија. Се надеваме дека тоа ќе се случи наскоро. Предлагам сега да направиме една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа. И на тој некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, но лепне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. И еве повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битол ве подсетувам, ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а наш денешен гостин е професор доктор Панче Дамевски, декан на ветеринарниот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Декане, во овој дел од разговорот малку повеќе за она што им го нудите на студентите, односно за интегрираните студии, прв и втор циклус студии на ветеринарниот факултет. Интегрирани студии, што значи тоа за оние кои што не знаат или не се упатени? Значи, интегрирани студии, како што спомнавте, прв и втор циклус и значи ЕКТС, значи добиваат 300 поени добиваат, значи со завршувањето на ветеринарниот факултет Битола. Тоа е всушност како завршени и магистерски студии, значи по бројот на ЕКТС поени. Тоа е затоа што нешто го спомнавме на почетокот, да се изучува ветеринарна медицина не е лесно, не е едноставно, обемна програма, многу испити кои што треба да се ислушаат и да се полагаат, и поради тоа, значи, тоа е и европска регулатива каде што најмал број на семестри на ветеринарен факултет е 10, сега веќе се оди на 12, значи да се изедначи ветеринарен факултет и со медицинскиот факултет. Нашиот факултет имаме 11 семестри, ќе мора и ние, значи, да се прилагодиме према европските регулативи и за кратко, значи, да биде и 12 семестри, со тоа што 12 семестар, значи, би била само практична настава и обука на студентите пред да почнат да работат реално во својата пракса. Но во ова академска 2026-2027 останува со 11 семестри. Да. Значи оваа година останува ветеринарниот факултет со 11 семестри, каде што 10 семестри се значи настава и слушање, предмети, полагање, а 11 семестар е таа пракса која што треба да се заврши во тој семестар. Не дека и сега нема пракса. Значи континуирано, значи праксата на ветеринарниот факултет е од првиот семестар, значи од почетните, од основните испити кои што ги имаат физика, хемија, биохемија, значи почнувајќи од нив, значи имаат редовна пракса, редовно остварување на вежбите согласно програмата, па се до крајните години, значи до 5-та година, каде што се изучуваат тие клинички предмети, за кои предмети, значи, обезбедуваме на навистина адекватна пракса
и на нашиот факултет, меѓутоа имаме соработка со голем број на ветеринарни клиники од регионот и имаме одлична соработка, овде би сакал да напомнам, и со ЗИК Пелагонија во Битола, каде што студентите имаат можност, значи, да имаат пракса со фармски животни. Практично се работи за една студиска програма. Да, дефинитивно, значи една студиска програма и со завршувањето на таа студиска програма, значи се добива титулата доктор по ветеринарна медицина, со која диплома, значи, може да се работи во ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, значи приватна, како доктор по ветеринарна медицина, може да бидат и ветеринарни инспектори како официјални инспектори во рамките на Агенцијата за храна и ветерина. Со таа диплома може да бидат и како професори во средните училишта, во стручните училишта каде што имаат ветеринарни предмети, така да, значи, не е тесно подрачјето каде што се размислува дека само може во ветеринарни амбуланти, значи може во повеќе професии и во контрола на храна, во контрола на квалитетот на храна, значи дали како ветеринарен инспектор или како дел од некоја прехранбена индустрија каде што докторот по ветеринарна медицина, значи, може да направи контрола на квалитетот на храна од животинско потекло. Сега, во неколку пати кажавте дека се работи за тежок факултет, да не ги обесхрабруваме младите. Навистина предметите се и такви, бара да бидат такви, мора да бидат такви кога се работи за медицина, но секогаш сте тука на располагање на студентите да им олесните и да им помогнете колку можете повеќе. Дефинитивно, целиот персонал од професори кои што сме на ветеринарниот факултет им стоеме целосно на располагање на студентите во текот на нивните студии, им представуваме голема поддршка во совладувањето на материјата која што треба да ја научат и поддршка и ги мотивираме, значи, да истраат на својот пат, да дојдат до посакуваната диплома. Таа поддршка е многу ефикасна, бидејќи бројот на студенти не е многу голем и можеме навистина индивидуално да се посветиме на секој студент, да работиме со секој студент индивидуално и од секој студент, значи, гледаме да го извлечеме максимално неговите капацитети за што полесно, што побрзо, значи, да дојде до посакуваната цела, тоа е диплома и да добие титулата доктор по ветеринарна медицина. Рековте тука си оние стандардни предмети кои што ги има на медицинските факултети, биологија, хемија, физика, рековте, значи се она што им треба, меѓутоа верувам дека со нетрпение ги очекуваат предавањата по предметите кои што се директно поврзани со животните и со нивното здравје и начинот на нивно лекување. Па да, значи на првите години ги имаме оние основни, базични, фундаментални предмети што мора да се знаат, значи вие мора да имате познавање од биологија, од физика, од хемија како основни природни науки, за да можете да ги разберете некои природни процеси, медицински процеси кои што се случуваат во организмот. Потоа следуваат нашите фундаментални предмети, тоа е анатомија, физиологија, патофизиологија, патологија, после кои предмети, значи, веќе навлегуваме во клиничките предмети, каде што ги изучуваме деловите од интерна ветерина, инфективна, значи заразни и болести кај животните, хирургија, ортопедија, офталмологија, репродукција на животните, значи сите тие, целата програма е соодветна со најмодерните ветеринарни факултети во Европа па и во светот. Се зафативме сега малку повеќе по предметите, па ме интересира, имате ли посебни предмети за, да речеме, екзотични животни, предмет за птици, за дивеч, за домашни животни, како е тоа поделено? Па со оглед на се поголемиот интерес ова што спомнавте, значи за екзотични животни, значи имаме како изборен предмет, значи болести на екзотични животни, кој што добар дел од студентите и го одбираат и каде што се запознаваат со одредени специфики на овие екзотични животни. Имаме како изборен предмет и кинологија, каде што поблиску се запознаваме со кучињата, со расните кучиња, со биологијата на кучето.
Имаме обавезен предмет живинарство, каде што значи се изучуваат физиологијата, патологијата на птиците, така да кога ќе се земе се заедно, значи се добиваат основни знања кои што секако во текот на животот мора да се надоградуваат, меѓутоа основни знања со кои што би можел да секој наш студент да почне во било кој вид на клиника и работа. Како за лекарите за луѓе, така и за ветеринарите, важи тоа правило дека постојано мора да се учи, не само што треба да се следи се она што е ново во третманите на животни и да го применуваат, нели, и за сегашните, и сами откажавте дека се поголем бројот на оние кои што имаат домашни меленичиња, кои што барем еднаш во животот ќе имаат потреба да посетат ветеринар, тоа и тоа како им е потребно. Па видете, ветеринарната медицина е многу динамична наука. Значи, еден систем на научни дисциплини, кој што ако не го следите, нема да можете, значи, да одговорите на современите предизвици. Потоа, кај нас и со закон е регулирано дека мора вие да имате континуирана едукација која се спроведува преку ветеринарната комора на Македонија. Имате обврска секоја година, значи, да посетите одреден број на семинари, конгреси или работилници, каде што ќе се научите и ќе добиете информации за најновите достигнувања кои што се од ветеринарната медицина, и таа континуирана едукација е одлична прилика, значи, да се надогради и да се збогати она знаење кој што сме го стекнале за време на студиите. Ова значи дека во Македонија имаме навистина добри ветеринари? Можам со право да кажам дека имаме одлични ветеринари, со оглед на тоа што барем имам евиденција за наши студенти. Значи, наши студенти кои дипломирале, веќе десетина од нив работат во еминентни клиники и во Европа, меѓутоа имаме и студенти кои што заминали и работат сега како ветеринарни доктори во Австралија. Значи, каде што сепак нивото на ветеринарната медицина е многу повисоко, меѓутоа тие со своите знаења што ги добијаат тука многу лесно се вклопија во системите каде што појдоја и беа и се прифатени, значи одлично се прифатени како рамноправни колеги од докторите кои што веќе работат таму. Од друга страна, значи, имаме и наши студенти кои што останаа тука во Македонија, кои што се отворија своји приватни клиники и кои што можам да кажам дека со право се денеска едни од најдобрите приватни клиники во Македонија, значи што говори за квалитетот на самите доктори кои што дипломираа на нашиот факултет. Ме радува тоа, е убаво е да се слушне и ова како информација нели да им го пренесеме на нашите слушатели. А јас ќе ги замолам сега нашите слушатели понатаму да останат заедно со нас, ќе направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот.
допираат. Љубовта ја памти нашата среќа. Давам се што имам да ти купам насмевка. До животно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допираат. Љубовта ја памти нашата среќа. Давам се што имам да ти купам насмевка. Дека Дамески, сега да проговориме и за она што е неспоредна, туку би рекле паралелна работа ваша како професори. Значи, освен тоа што главната обврска вие да ги едуцирате младите, студентите кои што се запишуваат на ветеринарниот факултет, туку треба и посветено да работите на она што значи научно-истражувачка работа. Да, дефинитивно, значи ние како универзитетски професори покрај едукативниот дел кој што ние да не речам основен, меѓутоа многу битен, на кој што навистина посветуваме големо внимание, навистина со голема посветеност и со љубов се посветуваме на пренесувањето на знаењата на студентите, меѓутоа континуирано, значи ние се занимаваме и со научно-истражувачка дејност која што е неопходна за нашата академска кариера, каде што мораме во премините од едно во друго звање, значи да исполниме одредени критериуми, а тоа значи покрај следење и објавување на научни трудови кои што треба да бидат публикувани во научни списанија, и сето тоа значи се прави на ветеринарниот факултет во Битола. Се следат голем број на конференции, научни собири од страна на професорите на ветеринарниот факултет. А исто така, еве би сакал дека да кажам дека и ние како ветеринарен факултет веќе 4 години соред организираме меѓународна конференција од областа на ветеринарната медицина со меѓународно учество, значи имаме предавачи и од регионот кои што доаѓаат кај нас, каде што се представуваат на најновите достигнувања во ветеринарната медицина. Се трудиме да бидат тоа интересни теми кои што ќе побудат интерес кај поголем дел од колегите, од докторите, и еве оваа година значи посетеноста на нашиот семинар беше преку 220-230 доктори кои што дојдоа да го посетат овој семинар, а тоа, верувате, представува скоро 70% од активните ветеринари во Македонија. Значи, во историјата на Македонија еден од најпосетените семинари беше овој што се организира од страна на нашиот факултет, каде што имавме професори, предавачи од ветеринарниот факултет во Љубљана, имавме предавачи од ветеринарниот факултет во Нови Сад, од Стара Загора, и беа навистина темите многу интересни, добивме одлични критики за се тоа, со желба, значи, веќе следната година, се надам дека тоа ќе успееме, семинарот да премине во неколкудневен семинар со организации на одредени работилници. Ова е одлична можност, велите, за ветеринарите од Македонија, меѓутоа и за студентите на ветеринарниот факултет да бидат присутни, да слушнат и тие, и да бидат и тие, нели, во текст со се она што се случува.
Да, дефинитивно, значи ние скоро сите студенти, почнувајќи од трета година, значи трета, четврта, петата година, скоро сите студенти активно ги вклучивме во организацијата на овај семинар и сите тие имаа прилика, значи, да ги слушнат сите предавања од предавачите и да едноставно да видат со која динамика се тоа оди напред, меѓутоа да видат и тоа дека се во тек со последните достигнувања на ветеринарната и медицина. Сега вашите студенти, освен што ги следат, еве да речеме конференциите, односно семинарот кој што го организирате, и самите се доста активни кога се работи барем за истражувачка работа, редовно ги има многу на универзитетската студентска UCLO Colors конференција со многу интересни трудови, презентации кои што се забележани од присутните. Бидејќи редовно ги следам конференциите, можам да кажам дека се едни од подобрите, барем за мене, мене барем ми го привлекуваат вниманието. Да, значи исто така можам да со задоволство да кажам и да констатирам дека нашите студенти активно секоја година учествуваат на оваа студентска конференција, која што е меѓународна и скоро секоја година, значи добар дел од нивните трудови кои што ги објавуваат се наградени. На последната, значи имавме 3 труда кои беа наградени на оваа конференција. Секако како професори, значи ги охрабруваме нашите студенти, им помагаме во пишувањето на трудовите, во презентацијата на резултатите кои што ги имаат, значи тие трудови се под наше менторство и навистина ми е големо задоволство што покажавме дека имаме навистина квалитетни студенти кои што значи повеќе години учествуваат на тие конференции и каде што забележуваат навистина одлични резултати. Но морам и да кажам дека и факултетското студентско собрание на ветеринарниот факултет е доста активно. При крајот на последниот семестар организира една многу интересна работилница, не работилница, туку би рекла едукативен настан за рептили, посебно за змиите, кои што навистина беше забелешката и од учесниците дека на таков настан не биле присутни претходно, се потрудија повторно љубители на екзотични животни во случајот на змии да ги донесат нивните миленици. Има покането зооедукатор од зоолошката градина во Скопје, исто така со овие животни со змиите, кој колку се плаши, не, меѓутоа и целта беше да се надмине тој страф од овие животни, да се прикажат во едно сосема поинакво светло. Наистина ми е драго што имаме, би рекол така, хетерогена структура на студенти, на наши колеги кои што имаат различни интереси и понекогаш во разговор со нас, значи ги кажуваат своите интереси, што и сега ние ги охрабруваме сето тоа, значи да биде презентирано, да не остане во еден мал микросвет, да не остане. И тоа беше случајот и со ова предавање кој што беше, значи, за рептилите, односно за змиите отровници, да се надмине стравот кој што го имаме од тие животни и во иднина, значи, ќе продолжиме, значи, со охрабрување на нашите студенти, значи, да реализираат вакви проекти и поддршката од нашиот факултет ќе биде максимална. Сега кога се работи за поддршка кон студентите, мораме да кажеме дека во таа насока работите и во со потпишување на меморандуми за соработка со други институции, каде што ќе можат и тие активно да се вклучат. Да, значи и претходно, меѓутоа веќе откога го станав декан, значи интензивирав потпишувањето на меморандум за соработка. Имаме такви меморандуми подпишано првен со голем број високообразовни институции, значи со факултети, со институти, значи и од земјава и од регионот, потоа скоро со сите ветеринарни клиники од регионот, меѓутоа и во други делови од Македонија, од каде што имаме студенти за да можат полесно да си реализираат својата пракса. Имаме одлична соработка, веќе напомнав, со ЗИК Пелагонија тука во Битола, која што ни е навистина уникатна шанса да се работи на една голема фарма
каде што може да се види голем број и различен вид на патологии кои што немаат прилика некои други студенти. Имаме, например, факултетот во Скопје, наистина ја нема таа прилика, бидејќи нема таков комбинат со такви фарми, да ги однесе своите студенти, а ние, значи, сега организиравме еден ден во неделата, значи, се оди на возикот, каде што се обавува со колегите кои што се вработени таму, студентите работат, значи, рамноправно со нив работат. И она што реков, по сите ветеринарни амбуланти, кои што се навистина опремени на едно одлично ниво, барем минимум еден ден во неделата нашите студенти се присутни и ја обавуваат таа пракса. Потпишавте меморандум за соработка со Зоолошката градина во Битола? Да, значи потпишавме меморандум со соработка со Зоолошката градина во Битола. Навистина ми е драго, бидејќи моментално директор е еден човек голем ентузијаста кој навистина сака многу да помогне и мислам дека за кратко време веќе резултатите се гледаат и дека ќе биде препородена Зоолошката градина во Битола и потпишавме меморандум за соработка. Наши студенти веќе почнаа да одат таму, особено сега летниот период кога се е задолжителна таа летна пракса, една група на студенти ќе работат таму како испомош, меѓутоа и како контрола на здравјето на животните и веќе договоривме со директорот на Зоолошката градина, значи да се направи еден рехабилитацијски центар, особено значи во почетокот би бил само за диви птици, каде што ќе може значи да се лекуваат, терапираат диви птици не само од Битола, меѓутоа и од цела Македонија, па и од регионот кој што е во близина на Битола. По пример на повеќе други такви рехабилитацијски центри кои што постојат скоро во сите земји и верувам дека ќе има голем интерес, бидејќи очигледно дека да не речам скоро секојдневно имаме пријава на повредени птици кои што имаат потреба од нега и терапија. Ова практично ќе биде и исполнување на желбата на еден од вашите студенти, сега ќе ми прости го заборавив името, кој што имаше свој труд на студентската конференција токму за дивите животни и тој тогаш кажа дека за жал во Македонија немаме таков центар каде што ќе можат дивите животни повредени секако да се носат и да се негуваат, за потоа повторно да се пуштат на слобода. Да, значи тоа е колегата Иле Калиновски, кој што се грижеше за еден штрк повреден кој што беше донесен од Гевгелија тука. Со среќен, успешен крај, значи птицата беше излекувана и одлета. Значи за кратко време, значи верувам дека тој центар значи веќе ќе профункционира и сите овие животни кои што ќе се најдат како повредени и ќе имаат потреба од ветеринарна грижа, нега, терапија, значи ќе може да бидат донесени тука, каде што ќе бидат згрижени и од вработените од Зоолошката градина, меѓутоа ветеринарната нега ќе ја добијат од ветеринарниот факултет во Битола. Студентите ќе бидат тука секако под ваше менторство, како професори? Да, значи студентите веќе почнаа да одат таму, скоро секојдневно се присутни во Зоолошката градина во Битола и ние секако тука сме како професори кои што ќе ја одредуваме начинот на рехабилитација, терапија и должината на третманот. Убави работи ни кажувате дека не во секој случај, што е за поздравување и секако во интерес на младите, би рекле, на оние кои што размислуваат своето образование да го продолжат понатаму, токму на ветеринарниот факултет, па еве со нетрпение ги очекуваме. Еве јас на крајот би сакала да слушнам и вашата порака до нив, до идните, но и до сегашните студенти и ваши. Па ја би упатил една покана до сите идни студенти, до сите идни академски граѓани на Македонија, кои што размислуваат, имаат афинитет, ги сакаат животните и се двоумат дали да запишат студии за ветеринарна медицина, значи да дојдат на ветеринарниот факултет во Битола, им гарантирам дека ќе имаат одлична едукација, одлична пракса и дека во најкраток временски можен период, значи ќе можат да го успешно да го завршат факултетот, при што ќе се стекнат со навистина одлични компетенции со кои што многу брзо ќе можат да најдат работа.
Значи, можам да кажам дека сите наши студенти што дипломирале на нашиот факултет, а сакаат да работат како ветеринарна медицина, сите работат. Значи, нема нити еден невработен кој што дипломирал, останал без работа, значи што е уште еден позитивен дел што ги следи студиите по ветеринарна медицина. Како што реков, ветеринарната професија е навистина благородна професија и ветеринарната професија на сите ќе им овозможи да се стекнат со еден голем, широк круг на познаници, на пријатели и доколку се сака оваа струка, навистина можат да уживаат во целиот работен век. Подобра препорака од ова за ветеринарниот факултет не можеме ни да слушнеме. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола и секако ќе ви посакам добро здравје и успешна нова академска 2026-2027 година. Ви благодарам уште еднаш Ива за поканата и можноста што имавме да представиме дел од активностите кои се случуваат на ветеринарниот факултет во Битола. Ви посакувам и вас добро здравје и понатаму Универзитетското радио да ги проследува сите информации поврзани со нашиот Универзитет Свети Климент Охридски. Кога градот спие, будно гледам нашите места, тажни се. Воздух снемувам да чувам како тајна скриена. Чекор по чекор те барам пак, а толку далеко од она што го гледам те снемува. Чекор назад, паѓам пак те барам тивко. Ти си одиш гласно. Во моите сништа сме пак ти и јас. Ти и И се имаш свриено под кожа, премногу пати изгуби. Душата боли, умот се бори, времето не лечи. Подисто небо, прекувам пак, а сите спомени од тебе ме носат до небо. Чекор назад, паѓам пак те барам тивко. Ти ме губиш гласно. Во моите сништа сме пак ти и јас. Ти и јас. Ти и Премногу те сонувам, ме враќа назад твојот глас. Чекор по чекор те барам пак, те снемува. Чекор назад, паѓам пак те барам тихо. Ти си одиш гласно. Во моите сништа сме пак ти и јас.
И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. УКЛО ФМ, Битола, јули 2026 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk